Благодарам, председателке, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Најнапред, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата за Сојуз за иднината изразува длабока почит до семејствата на жртвите од елементарната непогода која задеси Скопје и околината во изминатото деноноќие. Исто така сочувствуваме и со семејствата кои претрпеа и големи материјални штети за време на ова непогода и го поддржуваме во целост активностите на екипите кои се на терен и на кризниот штаб кој е формиран. При тоа сакаме да истакнеме дека денеска сме максимално конструктивни и сочувствуваме со сите кои ги задеси оваа несреќа. При тоа укажуваме на тоа дека ова е тажен ден и за градот Скопје, и за граѓаните на градот Скопје, меѓутоа и за цела Македонија. Како што рековме, ги поддржуваме активностите кои се одвиваат на терен, но сакаме и бараме како советници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Сојуз за иднината да бидеме вклучени во сите тимови и комисии кои ќе бидат формирани за проценка на штетите настанати од оваа непогода. При тоа бараме максимална конструктивност и отвореност од градот Скопје. Бараме организирана помош од страна на градот Скопје за граѓаните кои ги задеси оваа непогода. Без обзир што градоначалникот на општината Газибаба ќе направи и ќе формира своји тимови, градот Скопје мора да даде безрезервна поддршка за сите семејства кои претрпеа штета од оваа непогода. При тоа, бидејќи го слушнавме градоначалникот дека денеска ќе се доделат средства за жртвите на семејствата. Бараме итна седница во текот на утрешниот ден за прераспределување на средства од буџетот на градот Скопје со ребаланс да се пренасочат средства и за семејствата кои претрпеа материјална штета. Првичната помош е секогаш добродојдена. Нема цена за жртвите на семејствата. Никој не може да им ја надополни нивната загуба. Парите нема да го направат тоа. Меѓутоа, животот мора да продолжи. Затоа бараме вонредна седница и за делување на финансиски средства на градот Скопје, на семејствата кои имаат огромни материјални штети. За тоа колкави штети се настанати, ќе се направат проценки и ние одговорноста ќе ја бараме за тоа што се случило и зошто се случило и дошло до оваа огромна непогода. Но сепак сметаме дека најнапред итно мора да се доделат финансиски средства. Како за жртвите на семејствата кои веќе ги одредуваме денеска, така и за материјалните штети кои ги претрпеа граѓаните на тој крај.